Добро вечер, вие сте со за или против во редовниот термин денеска среда 1 март. Иако е почеток на нов месец, месец во кој очекуваме пролета, не можеме да кажеме дека и на политичка сцена, за економијата да не зборуваме, животниот стандард и генерално на општествената сцена не очекуваат пролетни промени, напротив се уште живееме и уште повеќе се задлабочуваме во криза економска од денеска и со храната. Еве како што можевте да видите и од информативните изданија денеска на Алфа, леп нема, практично се случува хаос на секое поле во општествениот живот, но она што не помалку дополнително не вознемирува, ни создава гнев и особено на најмладите стрес, а да не зборуваме и за родителите, се дојавите за бомби за кои со месеци нема никаква разрешница и сме единствен пример во регионот, а да не зборуваме за подалеку каде што ова токму вака функционира или не функционира, односно се наоѓаме во една како безизлезна состојба која власта љуби да ја оправда или да се испере, народски речено, со фразата хибриден напад врз Македонија, хибридна војна, како сакате, нешто кое што не сум сигурна и дека сите совршено го разбираме што точно значи, но ета се користи како оправдување дека практично сме немоќни да се справиме со ова што ни се случува, а не знаеме истовремено ни како да си ги заштитиме најмладите. И оваа тема ќе биде тема за влез во вечерашната дебата. Имам двајца вака нескромно ќе речам фантастични гости, универзитетски професори, веднаш да ги представам, а потоа почнуваме со оваа тема од пред неколку секунди најавена. Одам од мојата десна страна професорот Петар Атанасов, поранешен член на Централен одбор на СДСМ, поранешен заменик министер за образование, поранешен пратеник. Сега сте професор и сте човекот за кој што долго време се дебатираше дали ќе биде партија, дали ќе биде ново движење и така натаму. Пред да влеземе во студиото, рековте дека станува збор за едно движење, граѓанска организација за Македонија. Велам добро вечер, добро дојдовте, благодарам што прифативте да бидете дел од за или против. Петар Атанасов. Благодарам за комплиментите. Ми е драго што сум ваш гостин, како и секогаш. Се надам дека ќе бидеме интересни за вашите гледачи. Професоре, верувате дека ќе успеете со една организација да поместите нешто што е толку длабоко во криза како општество? Бидејќи факт е дека историјата, тоа го зборувавме пред да влеземе, историски, ако не сте политичка партија која реално ќе привлече гласачко тело, симпатизери, членови, како организација не може многу да се направи промена реално. Во овој момент јас сум генерално преокупиран со моите професионални обврски на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања. Сум дел од институтската управа, но истовремено сум и сенатор како представник на Институтот на Сенатот на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Тука главно моите активности одат во насока на соработка со сите структури на Институтот и на Универзитетот да го подобриме квалитетот на образованието. Од друга страна, јас подолго време најавував и ја формирав таа организација која што е малубројна, но сакаме да разговараме и да дебатираме јавно каде оди оваа држава, дали имаме идеја за Македонија, што треба да правиме, каде погрешуваме или зошто не се прави тоа. Гледаме неколку мокни политички партии кои имаат многу ресурси, кои можат да ги променат работите во државата, но очигледно не оди добро. И ако успееме да предизвикаме интерес и кај овие политички субјекти, но и кај институциите на државата, видете, овие институции предводени од владата и многу други институции во општество како да не ги решаваат проблемите, како да создаваат уште нови проблеми и претрчуваат преку некои решенија кои им се враќаат. Значи, ниедна влада не може за секогаш да ги реши сите проблеми, но еден проблем ако не го решите ќе ви се врати за 3 месеци. И сведоци сме секојдневно се случуваат по 2-3 такви работи кои очигледно немаат некоја системска разрешница, немаат поставеност долгорочно и не се знае каде што кој прави во тие институции. На 1 септември 2019 само уште малку ќе ве задржам, ќе напишете на Твитер пред една недела дадов писмена оставка како член на Централниот одбор на СДСМ. Вчера конечно бев разрешен од позицијата заменик министер за образование и ова е клучното. Влегов во СДСМ кога беше на дното во 2013, сега се заминувам кога се на врвот со цела власт и моќ што ја имаат. Тогаш препознавте дека ќе почне тонењето?
дека не се прави ништо она што беше ветувано. Не можете да ветувате нешто, да имате визија, да имате... Јас имав две големи идеи. Првата идеја беше да се промени комплетно филозофијата на образованието, во кој ми помогна и тогашната и претходната власт, опозиција, ние јавно сме образованието секогаш било јавна тема. И таа идеја не се реализираше, исто така општествената интеграција во кој многу се вложив како социолог, добар познач на етничките прилики. Преку образованието сакав тоа да се направи. Тоа нити може за еден месец да се направи, а не може да се направи ако немате зелено светло од врвот на владата, ако немате поддршка. Во тој случај јас се повлеков од извршната власт затоа што не се реализираше тоа што беше моја идеја и на многу други луѓе. И беше честно тоа да го направам. Не знам зашто повеќе не го гледаме тоа во јавноста или во политичкиот живот. Кога нешто ќе ветите, кога нешто ќе го кажувате, не можете вие популистички тоа да го фрлите и потоа да не се сеќавате што сте ветиле пред тоа. Нашите политички партии треба да се научат да бидат рационални, да имаат реални програми и кога ќе дојдат на власт да ги спроведуваат. Ако не ги спроведуваат, честно е да има избори, да народот се избере нова постава. Така што многу беше едноставно. Дали беше тоа вовед во нивното тонење, не знам, но ќе ви кажам дека партијата почна полека да се бави со самата себе. Кога една партија почнува да се бави со себе, се затвора, повеќе се партикуларистички, групни интереси, па и себични некои интереси, тогаш она што е јавно добро, јавен интерес полека го губи својот знач. И времето ме потврди дека е тоа така и дека всушност тоа што требаше да се направи, тоа што секоја нормална политичка постава или структура, ако го вети да го изврши, не беше направено. Резултатите ги гледаме денес. Начнавте и темата за околу креацијата на концептот за едно општество за сите, каде што сте вие главен двигател, но затоа малку подолу. Одиме сега да си ја представам и другата вечерашна гостинка. Станува збор за професорката Весна Јаневска, универзитетски професор, председател на Комисијата за образование на ВМРО ДПМН. Професорке, ви изгледали дека е можно реално ви изгледали дека е можно, верувам дека одговорот ќе биде да, но можно ли е една партија кога ќе ја добие власта да престане да размислува само партиски исклучиво и да се држи до државните интереси, интересите на граѓаните? Ова го прашувам зошто, бидејќи конкретно го видовме тоа како искуство, го кажа и професорот, и практично сме сведоци секојдневно како граѓани, но од друга страна промената на власта која се очекува дека ќе се случи, барем така навестуваат и анкетите, а и расположението кај граѓаните. Логично е да следи по промена на власта и добивањето, иако е хипотетички сега во овој момент на власта од страна на ВМРО ДПМН, дека исклучиво ќе се концентрира на државните граѓанските интереси, дека нема да има партиски проблем. Имено нашето и партиско членство е некако така научено дека кога ќе дојде нивната партија на власт треба да се вработи сопругот, таткото, синот, треба да еве сега сме на власт, ајде да ми ветивте, јас одработив и така натаму. Колку реално се шансите возможни во Македонија, во општество какво што сме, дотолку повеќе сега осакатено, да се мисли само на државата, а не и на партијата кога ќе се биде на власт? Ви благодарам за поканата. Ми представува големо задоволство што можам да се соочам вечер со професорот и што го слушнав ова што го кажува. Професорот затоа што е доказ и неговата изјава и неговата доблест да се повлече од она што не било остварено и уште еден доказ за тоа како врват овие 6 години на власт на СДСМ-ДУ и бројни други коалициони партнери. За жал, дојдено е времето кога ќе мора да се промени ваквото однесување, односно промовирање на едни политики пред избори, а потоа комплетно заборавање на истото, за да се спроведе нешто сосема друго кое не е ни спомнато за време на изборите во програмите изборни, како што сега се случува и како што ние можеме да го видиме во овие неколку години, и тоа драстично, видливо, боде очи, се разбира за оние кои сакаат да го видат, оти секогаш во општеството има и група на луѓе кои од лични, лукративни побуди не сакаат нешто да видат, па така, на избори не одевме со промена на името, на избори не одевме со промена на уставот,
тогашната нивна програма, да, се промовираше стратегијата за едно општество за сите, за неа подоцна да дискутираме и јас би сакала нешто повеќе да кажам, но конкретно на она што ме прашавте. Да, прво лично сметам, може би присрастно, но не присрастно, затоа што имаме во минатото докази, од минатото учиме, и историјата е многу значајна наука, таа секако не треба да се укине. Сме виделе дека ВМРО има сили да се задржи на својата програма, да дава отчет на сработеното по програмите, без оглед дали програмата била парламентарна или била на локални избори. Па вие видовте, имавме пред некој месец отчет за она што е сработено од градоначалниците на ВМРО или во минатата власт, колку и некому да се допаѓа или не, постојано еднаш годишно имаше отчет на сработеното пред граѓаните во вид на манифестација на тогашната влада за што е сработено и што не е сработено. Мислам дека е дојдено време кога политичките партии мора, не треба, не сакаат, мора да се озреат, ако ништо друго, барем оние кои се во највисокото раководство. Во овој момент гледаме дека тоа не е така. Во она што се случува деновиве, изминатава недела или изминативе месеци, ако сакате, па и години, не е така. Но едно зрење мора да има и јас највмровски ќе кажам дека секогаш кога доаѓало ВМРО на власт во изминатите 30 години, почнувало од една многу лоша ситуација да ја поправа таа лоша ситуација, да стигне до некаде и потоа од X разни причини, кои можеме и да ги дискутираме или не, нели да следи промена на власта, што и сосема нормално и очекувано, после долго години владење, не е ништо чудно населението да сака да ја промени власта. Така да јас сум длабоко убедена, верувам и гарантирам дека во одредени области ние ќе направиме, знаеме, можеме, имаме план, имаме стратегија да направиме многу значајни промени. И така, како што рече професорот, тоа не може да биде брзо, тоа нема да биде за еден ден, за еден месец, тоа ќе биде процес. Реформите се процес, реформи не се прават за 24 часа. Тие се долгорочни промени кои треба да навлезат длабоко во порите на општеството, кои треба да стигнат до мноштвото граѓани, тие да ги разберат и да ги поддржат. Оти не се лесни, тие се секогаш тешки, но ако добро ги разберат, ако го видат бенефитот во иднина, во рокот краткорочно, среднорочно и долгорочно, јас сум длабоко убедена дека граѓаните ќе ги поддржат, а наша обврска на најголемата опозициона партија е тоа да го направиме достапно до нив, да им кажеме што планираме да направиме во одредени рокови, не секогаш можеме да ги задржиме во ден, но во рокови во 1 година, во 2 години, во 5 години, во 2 мандати, ако треба, нели? И да знаат што ги чека и се разбира да почнеме од она што е многу важно и најважно, а тоа е економската состојба на населението. Жал ми е што денес немаше леп. Жал ми е што економските организации реагираат бурно на ова што се случува. Жал ми е што власта нема слух. Место да се бави со лебот на граѓаните, со платите на граѓаните, тие прават некаква реконструкција комплетно неразбирлива за никого во Македонија. Се трошат сериозни суми на пари за и личен пиар на и премиерот, време например, и така натаму. Значи економската состојба, да се вратам на темата, образованието исклучително значајно, не затоа што јас сум представник на Комисијата за образование и наука, здравството, судството, правната држава и да не набројувам, но тоа се сепак приоритети на кои ќе биде посебно внимание обрнато, а паралелно, заедно со нив ќе се движат и сите други помени, не помалку се значајни екологијата, нели? Баш сега кога беа најзагадените денови се прашував каде се оние екополицајци кои со маски маршираа по улиците, денес ги нема. Каде кога денес се случува овој хаос во училиштето во Скопје, во сите училишта во Скопје, каде е пленумот, каде се шарените револуционери нешто да кажат, се тоа што ги нема е доказ дека ние не сме биле зрели тогаш кога се случувале промените. Но овој пат сум длабоко убедена дека ситуацијата е променета, барем она што се случува во нашата партија за разлика од другата партија е една визија за тоа што треба да се направи.
колку брзо и како брзо ќе се прави, не зависи само од партијата, зависи од многу други чинители и елементи, но верувајте дека да, ќе биде подобро. Да, логиката е таа кога ќе го допреме дното или пак можеби и во минус сме веќе дека време е за оној друг циклус на позитивни работи и промени. Во крајна линија некако преминавме во темата образование, можеби сакате нешто да додадете професоре во врска со ова или тешко, ние сме мал простор, мала држава, малку големи политички партии, тешко се создаваат нови идеи. Тешко се создава нова критична маса. Многу време треба да помине за нешто ново да се изгради. Тоа значи, кога ќе една партија дојде на власт, ќе формира влада, треба одма да го запали црвеното светло и да види кои се приоритетите на граѓаните, во кој сектор. Еве со едноставни зборови, само две мислења ќе ви дадам, многу кратко, да видите кои се тие дискрепанци во однос на ветеното и неоствареното. Се убаво може да кажеме дека оваа влада не успева да ја собере општествената енергија и да ги реализира општествените цели. Знаете тоа што значи на обичен јазик на обичниот човек? Тоа значи дека денеска институциите на системот нити основно не функционираат. Нема сектор каде што има основна работа. И не може било која влада веќе да ни кажува приказни за националните интереси, не може да ни раскажува приказни за европски знаменца, а при тоа сите други сектори да бидат запоставени. Еден од тие најзапоставени сектори е секако образованието во изминатите неколку години, а мислам дека и здравството. Јас се извинувам само една реченица. Јас би ги одвоила мантрите за Европска Унија, кои служат како оправдување за се што не чини, како свич нели кон нешто поубаво со кое што треба да го манипулираме народот од одбраната на националните интереси. И сметам дека тоа е тема која навистина треба да се разликува една од друга, иако навистина Начинот на кој се прави тоа, не е самата тема. Начинот на кој се решаваат прашањата во таа област. Точно, ако дозволи Искра, јас би го образложила, например, она што се случува во моментот, еве, например, кога во ДУИ гледаме внатрепартиска промена, или сега кога Алијанса сака да влезе во владата, или кога алтернатива излегува од владата. Секогаш кога тие ќе се почувствуваат загрозени визави бројот на собствените гласачи или кога бараат нели од електоратот поголем број на гласови, тие милитаризираат, би рекла, својата реторика и се враќаат на некакви измислени национални интереси, нели па почнуваат да му се обраќаат на големиот лидер со команданте, иако пред само една година, нели, тие премина во некаква зелена агенда и се декларира дека сега веќе ќе се бават со нешто многу што е похумано и значајно и за земјината топка и за Македонија, за веднаш после кус период кога ќе им притреба тие да се вратат на командантите, борбите, наводно за човекови права и така натаму. Алтернатива кога ќе излезе од владата која беше преевропска и она сакаше да се бори за европски вредности, сега нели прави компарација со настаните во Косово, или Алијансата која до вчера велеше дека тие се антиевропска влада, денес сака да влезе во таа влада за да промовира европски прашања. Мислам дека е веќе толку смешно, еве така е со едноставни зборови, ќе се обидам да го објаснам тоа, манипулацијата на собствените гласачи, манипулацијата на собствениот народ го достигна дното и отиде во минус. И кога јас би била нели, на нивно место, јас би се погрижила на своите гласачи да им понудам подобар живот. Како што, еве, се обидуваме ние да кажеме, нели, како што јас кажувам, економија, образование, здравство, правна држава, дека на тоа ќе се фокусираме, а не да се фокусираме на минатото, на поделба на државата, на градење на некакви етнички енклави, измислени идеи, ретроградни идеи. Зошто имаат потреба сега во 21 век, нели кога ние се бориме за влез во Европската Унија, да се враќаат за нешто што поминало и не дозволуваат да се заборави. Не дозволуваат да се заборави за да можеме да градиме комплетна интеграција. Јас не би го нарекла тоа едно општество за сите, туку интеграција на целото општество кон подобра иднина.
Пред да му дадам збор на професорот, со конкретно што би сакала да кажете, се разбери како реплика на ова на професорката, Рижија, ве замолувам само да го промениме насловот, сепак ова беше предвидено за вториот дел според моето сценарио, но е емисија во живо, па ги следиме темпераментите на излагањата на нашите соговорници. Се надевам за вас интересни, затоа сте тука каде што сте пред малите екрани. Професоре, едно општество за сите е нешто кое што апсолутно е спротивно на оваа, според многумина, сепаратистичка идеја, например, иако е многу силен збор и страшен според мене, но сепак така звучи, на алтернатива сега, која де факто нема моќ за да реализира или да избутка нешто вакво, или во крајна линија пак да уценува за некакви гласови да добие владата од неа или како и да е. Сега не е во позиција, меѓутоа идејата на заедница на албанските општини е нешто сосема спротивно на едно општество за сите. Дали СДСМ и кога го дозволи ова? Дали го дозволи и кога? СДСМ веќе напушти одамна оваа стратегија, они не ја ни разбраа оваа стратегија. Чи едно општество, самата категорија, самиот процес што беше креиран, значеше влез во граѓанска Македонија, влез во еднакви граѓани, влез во секој што ја сака оваа држава да може да придонесува за неа. Да повеќе соработуваме, да градиме заедно едно општество и да направиме подобри услови за граѓаните. Кога ја напушти? Па некаде пред тука, некаде по моето заминување или пред тој период, во оној момент кога дозволи да се формира Министерство за политички систем и односи на заедниците или за заедниците, како е наречено. Во тој момент ова беше веќе готово. Зошто го велам ова? Затоа што во овој момент или во овие неколку години СДСМ или владата дозволи да се изгради паралелна влада во органите на извршна власт. Они отворено пропагираат дека има премиер и дека има заменик премиер, иако тоа никаде го немаше нити во уставот, нити во законите, тоа беше измислено. Во оној момент кога му дозволија на Дуи да си направи паралелна влада и етнички да ги промовира како втор народ кој му следува се што имат македонците и они, значи има премиер од македонец, да има заменик премиер албанец. Има волку проценти за македонец, толку тоа е босанскиот модел. Со тоа што Охридскиот договор не одеше натаму, Дејтонскиот договор одеше натаму, но Охридскиот договор одеше до некаде, но потоа Дуи презема една иницијатива интензивно да се замрзнат етничките разлики. Зони и понатаму да може да ги експлоатираат во политичката агенда, она што го прават и ден денес. Пазете, нападот на огненото, како се нарекуваат, огнените во Дуи, фракционерите, да, не е спрема Артан Груби, туку спрема позицијата и мокта што ја има таа функција, заменик премиер. Тоа е втор човек во извршната власт и на некој таму не му се допаѓа. Тука не се работи за демократија, за развој на општеството, за подобра економија, за подобро образование. Се работи буквално за поделба на моќ и ресурси што ја носи таа позиција. Значи со формирањето на тоа министерство беше напуштена целосно оваа стратегија. И ова сега што носат фоллоуап или втор дел од стратегијата, тоа е една како да кажам, не е веродостојно на она што се случува на теренот. Вие можете да имате мали проекти за мултикултурализам, ама ни оддалеку не е тоа. Само така се вика. Тоа беше напуштено, тоа воопшто не е спроведено, дури не го ни разбраа, а ова што и покрај тоа што Дуе мокна, учествува во извршната власт, па и други партии тоа го правеле. Албанците го добија во Македонија тоа што, не знам, хрватите во Босна не го добија, а се конститутивен народ. Јас сум докторирал на овие теми, на модели на соживот, на мултикултурализам. И ова што се случува во Македонија е контраинтеграцијата. Во Македонија се инсталира, можеби не во таа форма да стигнеме до некој воен конфликт, но се инсталира етничка агенда на една групација предводена од политички партии и се знае тоа е Дуи. И тоа оди во една слепа улица, не ви дава развој. И нема понатаму што да разговарате, тука се разговара за позиции, за бројки и за проценти, за пари. Ова е моето објаснување дека тоа не постои, дека тоа е напуштено и тоа беше идеална можност Македонија да има конечно некаква стратегија во која ние ќе ги позитивните енергии ќе ги насочиме во градба на нешто, а не како ден денес ние имаме етнички бизниси во оваа држава. Дали беше вклучена ВМРО ДПМН во тоа време во креирањето на таа стратегија за едно општество за сите, бидејќи самата по себе значи дека треба да се вклучени сите општествени? Ќе бидам искрен и ќе ви кажам, како политичка партија не, но во институциите имаше луѓе
кои се или членови или се симпатизери на таа партија, од Министерството за образование, од други институции, рамноправно сите седнавме и ја правевме во владата. Немаше разлика кој од која партија, кој кога влегол во институцијата. Имаше една општа согласност, околу 100 луѓе ја правеа неколку месеци таа стратегија. Тоа беше првата стратегија која е внатрешна наша, институционална. И никој од надвор не требаше. Кога дојде од надвор вика, што сте направиле? Па ова е одлично, ама за жал тоа не беше одбрането. Нити премиерот го разбра тоа, нити владата го спроведе. Значи, луѓе од институциите, албанци, македонци, од СДСМ, од ВМРО, сите едногласно внатре, иако имаше скепса, иако имаше прашање што е ова, зашто ова. Јас ги убедив дека тој концепт ја години наназад теоретски е напишан, развиван, јас сум го пишувал. Значи, најмалку 12-13 години пред да влезе како програма во една политичка партија и во национална стратегија, тоа беше реализиран теоретски концепт. Контакт со работка. Да, ма Зев го употреби како идеи, маркетиншки трик за лична промоција, само единствено и тоа. тоа. Па веројатно да, и беше доволно безобразен сега својата приватна агенција да ја крсти со тоа без никакви авторски права, неговата фондација приватна се вика Фондација за едно општество. Ке го тужите? Јас сум професор на универзитет. Повелете, професор. Би додала, да. Не само што не разбрале, тие кои не учествувале во тоа, јас се оградувам, најмалку не сакам да ве навредам, но веројатно како што и мене ми се случило, и вас ве искористиле и ве изманипулирале. Оти немале намера тоа да го направат. Да имале намера, не зависи сето од еден човек, партија е тоа. Нели, некој би се заангажирал и би рекол, хајде професоре, еве, не мора се едно делче да почнеме да пробаме и така натаму. Тоа беше, да, занемарено како да не постои, но јас сега отпосле би коментирала уште малку врз основа на вашата концепција, дали може би не беше преуранета, премногу оптимистичка, дали не беше сериозно проценето до каде сме ние стигнати. Сите ние го градиме општеството и овие за кои јас сега зборував. И уште сакам да потенцирам, изричито сакам да потенцирам, албанците ништо не добија. Албанците живеат бедно како македонците, албанците се мачат за да го преживеат месецот исто како македонците и сите други, албанците се мачат да добијат стипендија и вработување за своите деца како македонците и сите други, добија врвовите на корумпираните политички партии кои го манипулираат сопствениот народ за да останат на власт, за да можат да спроведуваат тендерократија, луксузен живот, трошење на пари за лична промоција, како што премиерот тоа се обелодени денови ве го правел, за скапи ручеси, котели во Турција, од А категорија плюс не знам колку скапи и така натаму, да се живее еден неизживеан живот, да се промовираат вредности меѓу младите кои не се вредности, кои се напротив нешто што треба да се забрани, поништи и уништи. И за разлика од Западот кој ние целиме затоа што треба, затоа што така треба, таму има подобри нешта, наместо да им даваме такви примери на нашите млади луѓе, ние ги избркавме. Јас пред некој ден имав прилика да зборувам пред млади луѓе, им велам, на Запад младите плаќаат огромни средства, се тркаат за место плюс на некој курс, на некој воркшоп, на некој семинар, да стекнат компетенции, да стекнат вештини, да станат препознатливи во општеството, да добијат убаво работно место, да добијат убава пристојна плата. Кај нас со ваквите примери, како синот на Талат Џафери, ајде накратко, јас постојано го потенцирам, но тоа е пример кој не смее да се заборави и кој треба да се повторува за да се види како не смее. Значи, завршил 3 години, му признале 4. Полагал правосуден без да смее да полага. Па со нелегално стекнат правосуден отишол на академија, па сега избран, разбравме за јавен обвинител. И не е само тој, уште десетици други на листа. 400, па не веле 400, академикот вели само 200 биле, демек мала е грешкава. Па тоа го гледаат децата. Таа неправда не можат да ја поднесат. Оти има група на деца кои учат, кои се трудат. Кои не се ничеви сињови и кирки.
Ама и не треба да бидат. Тие сите се нечии синови и Не ќерки. се функционерски деца, така Точно. ку се рече. И да имаат родители, и нивните родители се секираат, па и родителите се збунет и не знаат каде да ги насочат децата, во кој правец. Дали да ги учат да бидат честни и трудолюбиви, а гледајќи го се ова што се случува, се чувствуваат глупави, немокни, нереализирани, не можат да им помогнат на своите деца, или да ги насочат кон криминал, што се коси со нивната етика од овој народ, па и не е целиот расипан и криминален, луѓето честно живеат повеќето овде. Ние им даваме примери на нашите млади луѓе, точно она што не треба да го прават, тие го гледаат дека се случува. Професоре, ако сакате да додадете, ако не... Па не, политичките за- елите едноставно не се на ниво на задачата. И дали сега... 30 години помина, а не напредувавме нешто премногу. И тоа е реалноста што ја гледаме секојдневно. Имаше периоди кога веројатно се будеше надеж и се гледаше некаква реформистичка атмосфера и нешто и тргнаа работите некако на подобро, но потоа повториме пат за да сме сега и под дното, тука ќе се служиме сите, предпоставувам. И сега има една анкета денеска најнова, тоа е на Институтот за демократија и Societas Civilis, 80% од македонците се против уставни измени. Професоре, како во една ваква атмосфера методолошки можно ли е сепак да се реализира ова сценарио за кое власт е убедена дека ќе го оствари во едно вакво расположение на граѓаните? Спротивно на волјата на 80% од граѓаните. Тоа е прашање кое долго време ја мачи јавноста, со месеци се расправа за тоа, имаме различни настани и случаи помеѓу две соседни држави. Како го гледам јас тој проблем? Тој проблем не е само внатрешен проблем, тој проблем се шири надвор од нашите граници, нормално ја вклучува и Бугарија, и Европската унија сега, и подпишани договори, и нешто ветено, но од друга страна мораме да ја знаеме диагнозата на проблемот. Јас, ако ја гледаме политиката на Софија, таму има сепак две различни страни во однос на Македонија. Да, актуелни сме, претежно во кампањите, претежно во одредени политички структури, но има една група која е гласна и е националистичка, но има една рационална, разумска, здраворазумска група која не е доволно гласна, можеби таму. Не ја слушаме во Ма реално. има интервјуа, неколку дена ќе се појави некој професор, некој интелектуалец кој различна приказна ни Да, но кажува врвните и кои не се функционери. согласуваат со ова што го прави нивната политика и нивната Да, но ние влада. ги следиме врвните функционери, нели, председател, премиер, Има министр таму и за внатрешни, гледам кои дека имаат во националистички. ова што е најнова анкета на јавното мислење, повторно се јавува поранешниот премиер со кој беше веројатно договарано ова, Костов или како се викаше. Да. И он се уште Не Костов, има туку премиерот поранешен во моментов не можам да се сетам на... не Борисов, другиот. Да, за кој што се тврдеше дека има најлиберални сваќања и Да. нај... Европска агенда и Така е. Ова друга Ето, Бугарија, нивните во рационална, момент. здраворазумска, интелектуална, не го бара ова од нас и мислам дека треба да се соработува затоа што ние тука ќе останеме да живееме, нема каде да одиме. Се уште ќе бидеме соседи и тука треба да се отворат картите. Во јавноста, со овие проекти со историската комисија, со екстремните изјави на одредени политичари, ние само се враќаме, не доаѓаме до никакво решение. За жал политички се обврзавме дека На овој кои проблем политичари екстремни изјави мислите? Молам, На од кои? бугарска страна. Добре. Значи, има екстремни политичари кои цело време долеваат масло на огнот. Дали има некоја позадина, тоа не знам, не е моја работа, веројатно има служби со кои треба да се бават тоа. Но веќе ако сме се обврзале, ние треба со некого да соработуваме, нели од таа страна на границата или помеѓу двете влади, но не гледам дека има некаква конструктивност и дека нешто напредува тој процес. Ако политиката е уметност на на она што може да го направите, веројатно нашите политичари не ја почитуваат таа девиза. Дали ќе се реши проблемот, кога ќе се реши, како ќе се реши, во овој момент мислам дека собранието ја нема таа политичка моќ и бројки да го реши тоа прашање и каква ќе биде таа политичка разврсница и како ќе оди понатаму, навистина не знам. Професор Кејаневска, значи влезе оваа власт во дил
за така наречениот француски предлог, за кој знаеме содржински што практично значи, без никаква консултација со ВМРО ДПМН, за која што сега тврди дека е единствен, најглавен и најгласен кочничар на уставните измени. Сега одеднаш им треба ВМРО ДПМН за да се реализираат уставните измени. Тоа е едната страна на прашањето, а другата страна е оваа теза која добивам од неколкумина соговорници последно време во за или против, дека во суштина главната топка е кај националистичките поставености, тонови од Бугарија и така натаму, како да не се согледува проблемот во нашите институции, нашите надлежни фактори, кои треба да не одбранат, условно речено, да одбранат државава од нерационални напади, притисоци и уцени. Значи, како да е цело време топката на вина во рацете на Бугарија, де факто сме виновни и самите како држава. Тоа е втората страна на прашањето. Првата е како сега одеднаш им треба ВМРО ДПМН за уставните измени, а за истите потпишаа без вас да ве чујат, односно како партија, и второто е ово. И не слуша и не гледа. Ние бевме на улиците кога они во собранието нели ја носеа таа резолуција за прифаќање на францускиот преглед. Не бевме ние невидени и нечуени. Но така одлучија со аргументите на силата. Има 61 пратеник. Сега тоа им се враќа како бумеранг. И сега ќе зборувам за оние национални интереси кои ги спомнав претходно, не манипулативните, туку оние вистинските. Да, Бугарија, иако е во Европската унија, низините политичари, не зборувам за бугарите како народ и како државата, моменталните политичари, водат една крајно неразумна политика и неевропска политика кон Македонија. Да има малку повеќе сенс, па да пристапеа пријателски кон Македонија, може би сето ова ќе беше сосема поинаку, но тие тргна агресивно да не убедуваат дека сме нешто што ние не го чувствуваме дека сме, да ни го навредуваат идентитетот, да ни го навредуваат јазикот, да не навредуваат нас како луѓе, да ни ги навредуваат и да ни ги скратуваат нашите основни човекови права на самоопределување. Да, тие имаат огромна вина и таму има националисти и точно е дека се појавуваат професори, интелектуалци кои го менуваат, се обидуваат да го модулираат тоа мислење таму, сега за сега безуспешно, и нели ултранационалистичките пораки, дури овде во Скопје едно такво безобразие да ти дојде во главниот град па да те нарекува секако, да те понижува и навредува. Не гледам која е тука логиката или кој е поривот освен некоја голема архетипска нели фрустрација која носат од минатото и од некакви други режими. Има наша вина. Прво затоа што против волјата на народот се прифати тој француско-бугарски, односно да. наш некаков предлог, и наши учествувале, прво не учествувале, па учествувале, не знаеле, па после 2 дена знаеле и така натаму. Сето тоа таков еден неконзистентен став кон тоа што се случува, го одбива во Брисел, па по 2 дена доаѓа, па го прифаќа премиерот. Кај народот буди несигурност, буди револт. Анализата покажа дека тој не е поволен за нас и нормално мора да постои партија која ќе ги одбрани националните интереси и точно ги алоцира власта одбраната на националните интереси во ВМРО. Но прави спин и вели тоа е антиевропски. Не е антиевропски, напротив е многу европски. Оти, нели, сите постулати на Европа се оние кои ние во моментот ги промовираме. Што е нашата грешка? Нашата грешка е затоа што прво немаме конзистентна политика, друго не покажуваме знаење и умење во дипломатијата. Мене ми е жал како што секоја година се менуваат министрите за образование, секоја втора министрите за здравство, така се случува и со министриве за надворешни работи. Таму во Министерството исто се случува некакви внатрешни проблеми, реагираше синдикатот, реагираа поединци. Постојано реагираат. Реагираат затоа што се губи стручноста, затоа што се преминува во дневна политика. Ако министерот мисли дека денес е корисно да отпатува во Бугарија, да дозволи да слета авион и да го земе некој си како беше бугарин со самочувство, македонец со бугарско самочувство, тој смета дека тоа ќе биде денес корисно за него, неговата партија, тој тоа ќе го направи.
Како е тоа можно, во која тоа нормална земја може да се случи? Па замислете уште што, па и мајкава влегла во авионот, па сега не може да се врати во Македонија. Нели? Пасош не зала, како нелегално поминала граница. Тоа се сега гафови на нашата држава. Тоа се сега гафови на нашата држава. Полна смешно обезбедување со 2000 полицајци на гробот на Гоце Делчев, одбрана од сопствениот народ. Па ние ли бевме закана за настаните тој ден? Ке треба многу посериозно да се бавиме и со надворешната политика, оти таа во моментов исто значајна. Не ја спомнавме, нели, ниту јас, ниту професорот, спомнавме здравство, образование и економија, но е многу значајна. Се разбира, таму ке треба мудри и умни глави да советуваат, млади енергични луѓе по заеднички донесени одлуки да спроведуваат, и тоа се што ќе се прави, да се прави со зачувување на националните интереси, со зачувување на националната гордост, со зачувување на едно нормално достоинство. Ти ние не бараме нешто што е ненормално, ние бараме нешто што на цел свет му е признаено. Нели, да рече, да, вие сте македонци. Да, вие зборувате македонски јазик. Нашата партија Искра кажа дека да, можно е, ние и ќе се согласиме да ги внесеме бугарите во Уставот под одредени услови. Прво, бугарската држава треба да даде одредени знаци и сигнали дека не почитува како, нели, уникатност на држава, на јазик, на национално чувство. Што ќе значи промена на незиниот устав? Нема да се мешаме во нивните внатрешни... Да се покаже дека не признаваат таму. таму. Може да ги признае македонците, друженијата на македонците, може да спроведе една од оние 17 пресуди, нели, да им дозволи да отворат културен клуб. Не бараат македонците таму сепаратизам, како што кај нас некои бараат, нели, и поделба на државата. Бараат да се признае неговото право да се декларира на пописот како македонец. Нели? Страшно ли е тоа? Сегде во светот го има. Зошто да го нема таму? Може Европската унија да се заангажира па да понуди некакви гаранции, ако може. Треба да изнајде начини. Знаете како овој народ е истравматизиран од терминот гаранции, го користеше паранишниот премиер, па ние му ги баравме, писмени биле, не биле, па не ги добивме никогаш, во архивите се во влада, Искра, не се. И мислам дека и тука е апсолутно недовербата не е наше зголема. ниво да дискутираме за дејствата на поранешниот премиер, и мене ми е жал што професорот му поверувал на поранешниот премиер. Се работи за желба да се променат работите, не дали некој некому верува. Мислам, живи здрави сме тука, сме се гледаме кој до каде. Не очекуваме, да се нели? објаснам малку премногу од тоа што кажав пред малку, че оваа гласна Софија бара историска ревизија, што мислам дека е далеко од умот да се направи. Онаа другата, умерената, рационалната, не го бара тоа. Кирил Петков инаку премиерот Да, не текна. Кирил Петков, да. Значи, таа бара историска ревизија. Има таму луѓе што се бават со безбедносни структури, а се членови на историската комисија, наводно историчари. Тие исто го бараат истото, историска ревизија. Но морам да потсетам, жал ми е многу кратко, че процесот на антиквизација на минатата влада скапо го плативме. Исто антиквизацијата беше историска ревизија. На една мокна држава околу нас, која 150 години е етаблирана во светот, ние со таа држава сакавме да дебатираме кои се античките македонци, која е антиквизацијата, која е античка Грција, па да им кажуваме дека они не биле ова, не биле она. Видовме како заврши тоа. Значи ние сме мала држава со мали ресурси. Мораме да најдеме начин да ја стабилизираме државата, да дадеме пат на оваа држава и на граѓаните да им возможиме подобар живот. Европската унија е единствената платформа која на малите, ранливи, сиромашни држави им го дозволува на тамошниот живот во ова што е создадено како Европа. Све друго е ризик, вклучувајќи го ова што се случува во Украина. Значи, таквите процеси треба да се прават со паметни луѓе, со знаење. Конечно, било која влада да почне да користи паметот на универзитетот, затоа што има луѓе на универзитетите наши, особено на Кирил и Методи, на другите, што знаеме што се случува. Не само историчари да седнат. Таму треба да седнат и други луѓе, па да ги отвориме модерните теории. Никој не ви бара да имате етногенеза од 23 века во Европа. Доволно ви се 100 години. Ама сите ви бара да возможите добри услови за живот на граѓаните. Тоа е
Тоа е задачата на Словенија, тоа е задачата на Естонија, они немаат по 23 века етногенеза. Нас не ни требаше етногенеза од 23 векови. Освен ако не можете да одбраните со војска. Тоа се случувало пред 20 векови. Затоа само споменав, затоа што историските ревизии водат во ризик. Ние имаме доволен идентитет, доволно култура, доволно дејци, доволно чувство во нас како македонци дека ние сме реализирале еден убав проект, една убава идеја, една етничка субстанца и култура која ева гледаме како нација, како народ во една држава и ние тоа треба да го браниме и во односот со Бугарија. Дали ќе има попуштање тука политички преговори, не знам, јас не сум нити вклучен, нити можам нешто да помогнам, но има начини како тоа се прави, но за тоа ви требаат мудри политичари, а не политичари што денес зборат едно, утре зборат друго. Кратко, повелете професор, би се сложила со мноштвото тоа што го кажавте, освен со ревизијата на историјата, на античката историја. Процесот антиквизација го измисли СДСМ. Да не беше толку бучен, може би СДСМ во формирањето на мит, сите држави имаат митови. При ние имаме толку антички богатства на нашава територија, толку градови, толку амфитеатри, толку, да не зборувам, од антички и предходен период, имаме право да речеме дека се нашите се на наша територија, ниту пак планирало ВМРО никогаш да им земе нешто на грците што е нивно. Повторно сметам дека СДСМ во борбата за превласт направи лошо на државата, затоа што до толку многу го актуализира тоа, што ги пробуди им влезе во ушите на грците. Тие во почетокот не реагираа, тие отпосле почнаа да реагират и окей, се случи тоа што се случи, согласна сум со вас дека имаме многу нешта со што можеме да се пофалиме. Вклучувајќи и со Стоби, и со Хераклеја, и со аквадуктот, нели, кои не се грчки. Носиме наши пријатели, гледаме што има ги шетаме, се интересираат за државата. Така е, апсолутно е така. Но имаме нешто и повредно во нашата есенција како народ. Имаме доволно култура тоа да го правиме. Имаме премногу култура, така имаме музика, имаме јазик, имаме нели се она што значи традиција и можеме, согласна сум дека тоа треба да го искористиме, недоволно искористено. Недоволно вложува државата во сите такви типови на проекти. Па туризам можеме нели да Ама тоа развиваме е цела една тема која е многу широка. Тоа е многу. Редно време и мораме да направиме куса пауза за реклами, веднаш потоа одиме со онаа тема со која што требаше да почнеме, но секако дека и овие досега анализи беа важни да се слушнат, особено од гости какви што имам вечерва и сега прашањето кое следи по рекламите е ќе останат ли осакатени дополнително младите после последниве месеци на случување и дојавите за лажни бомби. Останете тука. Добре дојдовте назад, за оние кои сега почнувате да не гледате, ми е жал бидејќи имате уште околу 13 на минути, се разбира тука се YouTube варијантите и репризните изданија, како и да е вечерва во За или против се двајцата универзитетски професори Петар Атанасов и Весна Јаневска и сега не можеме да скукнеме темата бидејќи образованието е вашата професионална најсилна инволвираност на обајцата. Професор Кеве, од вас уште во најавата реков дека хибридни напади се фрази кои се користат за да се зацкрие неработењето, незнаењето или неправењето ништо за да се откријат сторителите. Сме уникат во регионот како држава каде што нема барем постапка јасна, никакво откривање или никакви насоки дека нешто се открива кој стои за сето. Ова е индикатори еден куп дека работите не чинат и дека институциите не си ја вршат работата. Понатаму имаме состојба на апсолутно уништување и губење на оваа година, очигледно се повеќе и повеќе, тоа е јасно. Потоа имаме уште еден индикатор, Скопје е најатакуван, зошто например нема бомби во Тетово, во Гостивар, во Дебар, во Источна Македонија, да не биде дека ги издвојувам. Би се пошегувала, иако можеби е неприродно, ама Иван и тука професор нема едно општество за сите, никај дојавите за бомби, се разбира се шегувам. Го нема никаде министерот за внатрешни работи, барам да излезе и да објасни точно до каде е постапката, зошто
зошто не се открива, каде е НАТО помошта, за која тврда дека ја побарале, па ќе ја побараат, па уште не ја побарале, значи имаат и контрадикторности во нивните настапи. Како и да е, децата ќе останат осакатени, тука ни е јасно, меѓутоа зошто не можеме да излеземе од матрицава на тонење? Зошто не може да се направи стратегија како да се обезбеди барем физичкото присуство? Зошто да се доведуваме, простете на мојот долг настап, зошто да се доведуваме до ситуација граѓаните да мислат, па да предлагаат на социјални мрежи дека еве на пример може полицијата наместо да се истура во огромни бројки во училиштата, еве денес имаше 30, вчера 40 и кусур, да не кога ќе заврши да речеме тресењето, антитерористичкиот претрес како и да стражари одредена бројка на полицајци пред одредено училиште, па ако треба и со кучиња, бидејќи логично е нели дека таа бомба треба да се внесе и да се постави. Значи, еве такви никакви состојби да мора граѓаните сами да се чудат што да прават. Денес видовме дека се борат да се соберат за протести, бидејќи никако да се разбудат институциите. Ова трае околу 6 месеци, ако не се лажам. Исто така, ако не се лажам, меѓутоа мислам дека ми е точен податокот. Уште министерката Шекеринска спомнуваш пред 5 години некаков најавуваше дека ќе има хибридни напади и спомнуваше некој центар за антихибридни напади, нешто таква. Сигурно тие што се стручни ќе се сетат. И јас се викам, каде е тој центар? Никаде го нема. Сеедно, веќе еднаш кажа во емисијата дека хибридна војна е изговор за неспособноста 6 месеци да не може да утврдат кој напаѓа, што напаѓа, кои се виновниците за ова што се случува. Ние им ја дадовме идејата за онлайн, меѓутоа ние им ја нацртавме во детали, па замислете им рекоа во рок од 1 час да се најделе дома, па да почнеле со онлайн. Да. Па директорите и наставниците рекоа, па чекајте, не е можно во рок од 1 час, дајте ни барем 2 часа, нели? Ама видовме дека не функционира Teams. Па не функционира, и наставникот не може да влезе во училницата да се уклучи, Teamsот денес падна. А друго, не може да се врати во училницата да се уклучи на еве и да работи Teamsот, затоа што се уште не дошла групата за антитероризам да го провери училиштето. Па после рекоа, избришете ги сите IP адреси, дека нема мејлови, нема да има бомби. Да, нема боја. Приклучете се на SchoolsMK. Арно, утредната повторно има бомби. Тоа беше дојави за бомби, многу смешна една реакција, па за да биде уште пострашно, мејловите почнаа да стигнуваат на имејлите на професорите, не само на училиштето кај директорот, туку и на одредени професори. Еве јас пак се обидам како конструктивна партија малку да им помогнеме. Ако тие хакери, нели, кои да се стручњаци што го прават ова, размислиме кои се податоци ги имаат. Ги имаат мејловите на учениците, мејловите на професорите, мејловите на училиштата. Гледаме во кои градови училишта се во кои градови се. Групирани се училиштата. Денес овие 5 училишта, утре оние 5 училишта. Од која база ќе ги извадат тие податоци? Од едневник. Само едневник ги има сите тие податоци. Јас не слушнав дека полицијата така, нели? Полицијата рече, чекајте, ќе видиме нешто што се случува со едневников, да кажат дека нешто од нешто работат. Дека се трудат, дека прават нешто. Првите 2 години децата кои беа прва година, еве средно, нека биде, ги изгубија со короната. Следната година, третата година со штрајкот на професорите, оваа година со бомбите, значи од 1 до 4 клас средно ништо не учеа. Од 1 до 4 одделение ништо не учеа. Нешто поднаучија, не сакам да навредам ни професори, ни родители, нели се трудеа толку колку што може, но тоа е далеко од она што реално треба да се совлада како материја во овие 4 години. И минатиот пат реков, можно е да има дојава за бомба на денот на матурата. Што ќе прават? Хајде нека понудат некое решение. Еве, нека размислат, нека кажат. Едноставно мора како да се ќе се предвиди. полага матурава годинава? Каде ќе се полага? Што ќе се случи ако на пола испит добија дојава за бомба? Па децата мора да се евакуираат. Денес во едно училиште... Но не можат ни школската година да завршат. Денес во едно училиште, ви се молам, децата помалите ги задржале на дожд 2 сата, на дожд ги чувале, па после ги вратиле во школото.
какви со хаос, колапс комплетен. Ниту јас, ниту вие сме стручни. Но, нашата полиција, нашето Министерство за внатрешни работи треба да најде начин да ги обезбеди 24 часа училиштата. И да знаат дали тука ќе бидат повеќе групи, дали кучиња, дали детектори ќе постават на вратите, дали ќе заклучуваат училници, дали ќе доаѓаат ученици без ранци на училиште, дали никој друг нема да влезе во училиштето освен вработените, они треба да направат план и програма. И они треба да си ја завршат работата. Дополнително е што целото Министерство за образование па е комплетно безидејно. Јас еднаш напишав таква безидејност во песна треба да се опие за да остане запамтено за секогаш. Направи, консултирај се, кога доаѓаат бомбите, има ли некаков ритам, почни го денот порано, почни го денот подоцна ако има некаков ритам, ангажирај ги професориве во сабота, секако тие се мачат, плати им, дај им слободни денови, дај им продолжи им го, нели ако работат во сабота, дај им плюс 5 дена одмор во летниот распод. Значи има бројни начини, родителите ги смислуваат. Па собери се, повикај ги училишните одбори, повикајте ги родителите во училиштето на состанок, поразговарајте со нив, прашајте ги како може да им се помогне. Родителите секој ден излегуваат од работа да се ги прибираат децата. Ај не можат сите се разбира тоа. Ај не можат сите. Ај оние што се во класична настава имаат баби, тетки, дедовци и така надам. Оние што се во целодневна треба да ги остават дома сами. И тие сами дома треба да се уклучат на компјутер. Која е Еден логиката? куп проблеми. Професоре, вие бевте внатре, значи бевте заменик министер за образование. Две поинти ми се важни, би сакала да ве слушнам. Прво, постои ли капацитет, човечки ресурси внатре кои можат да седнат и да направат стратегија предвидувачка, значи да испланираат до крај годинава што во летниот распуст, колку ќе се скрати, дали ќе се скрати, како сега да се реши наставата, и второ, зошто тоа не го прават? Затоа што нема капацитет или зошто едноставно Министерството за образование никаде го нема? Во случајов се вклучени повеќе институции, Министерството за образование, Министерството за внатрешни работи, но и општините, секако владата да не ја заборавиме. Човечки ресурси се тие што има во Министерството, како во секое друго министерство. Ова е вонредна ситуација, трае предолго. И за ова за ова прашање ви одговори безбедносен експерт, не ние како професори од универзитет. Безбедносни експерти треба да го решат. Ги надминува границите. Со ваков проблем се среќава и во Србија и во Хрватска, ако не се лажам, и треба да се праша како го надминале тоа. Дали може да се реши? Ја повеќе сакам да зборувам што прават учениците на часот, колку дали воопшто постои часот. Овие генерации се навистина девастирани со нивниот процес на образование. Можеби младите или малите дечиња се радуваат кога губат часови, но ќе осетат потоа како изгледа да имате дупки во образованието. Не надомеслива штетата е за еден огромен процент од децата. Оние што се бистри, напредни, талентирани, ќе успеат да ги надминат овие проблеми, но тие се многу помал процент. Овој големиот друг процент не може да се надмине. Дали треба Министерството за образование да се подготвува за еден сеопфатен процес на дигитализација? Да. ВМРО ДПМН направи еден обид, проба да изгледа, да ги знаеме и грешките и слабостите на тоа. Некое друго министерство треба тоа да го направи. Јас најави во тие неколку месеци кога бев таму. Имаше Обецаровска, чија што концепција пропадна и дополнително го потона целиот. Па таа концепција беше парцијална, таа не беше некоја голема системска промена што се обидува насила да. Тоа беше едно парцијално. Треба една сектор за дигитализација каде што целиот образовен систем ќе биде вклучен за редовна и за воредна настава. Мислам дури пред јас да влезам во министерството, претходно министерството имаше обиди и мислам дека успешно успеа да ги дигитализираат средните училишта на ниво на град Скопје. И мислам дека има една шема, беа поврзани, беа инсталирани, но тоа не се употребуваше, тоа некако застана. Знаете, за секој процес, за секој проект ви требаат луѓе обучени кои ќе работат, кои ќе знаат што прават. Ние очигледно во ниеден процес не вложуваме доволно квалитетни ресурси, човечки за да успее тој процес. Дигитализацијата е сериозен чекор. Гледаме дека и на институционално ниво владата ја најави, но тешко оди да се спроведе, тешко да извадите денеска документ. Што треба да прави Министерството за внатрешни работи? Треба, мислам дека они многу добро
знаат што треба да најдат решение за овој проблем. Но Министерството за образование уште повеќе треба да работи за да се подготват децата. Нашите истражувања пред 2 години ние црно на бело имаме како тим еден истражувачки дека ужасни се последиците и падот на квалитетот за време на онлайн наставата. Тука не можете ни 50% да го постигнете она што барем во пониските нивоа. Во повисоките нивоа може нешто да се постигне. Но ова наша партизанска онлайн настава е за да не се прави ништо, да се направи нешто наместо ништо. Но мислам дека нити Министерството за образование е способно тоа да го направи, нити се подготвени, нити прават нешто на тој план. А мислам дека барем тој сектор во нашава држава бе развија, нели имаме, сите се фалиме, компјутерџи, софтвер инженери, не знам што. Има луѓе, треба да се обратат на некој што ги има тие. Морам да кажам дека Финки многу помогна во еден период, тогаш јас кога бев, имаше некои проекти, правеа се мача. На ниво на високо образование Финки е многу разработен, науким, мислам дека се обидуваат да направат матрица како ние да се мрежиме, да споделуваме, но на пониските нивоа мислам се уште не се подготвени. Најмалку е срамота што за жал не им текнува, еве народски речено, најте вакви некакви стратегии, односно начини како да излеземе од ситуацијава. Мене ми е многу жал, но тука е крајот. Ми беше задоволство да ве слушам. Обајцата, сигурна сум дека и гледачите ќе се служат. Ви благодарам што бевте дел од за или против. Почитувани, ако ви се допаднавме, ќе си го сватам повторно лично и нескромно заради мојот избор, а се разбира дека и моите гости ќе се и се задоволни доколку го задржавме вашето внимание, бидејќи навистина се наоѓаме во ситуација во која повеќе од многу е важно да се слушнат вакви анализи. Ви благодарам, останете со Алфа и добра ноќ.